За 80-тиот роден ден Nissan Qashqai доби фейслифт и тоа онаков за да биде блиску до изгледот на електричната Арија. Nissan Qashqai нема електричен погон, но има иновативен хибрид кого ќе го објасниме подоцна. На самата маска на ладилникот се гледа новата форма која е инспирирана од јапонските древни војни, поточно од самураите. Тие носеа ваков оклоп кога одеа во борбите. А зборби ќе има Nissan Qashqai бидејќи е предводник на цела класа. Тој кога се појави на пазарот немаше кросовер од овој сегмент. Затоа е подготвен да ја задржи лидерската позиција и порачува дека со новиот изглед ќе биде уште поатрактивен за неговите поклоници. Сами приметувате дека и светлосните групи се темелно сменети затоа што Nissan се приближува, како што реков, до електричната Арија. Испод хаубата имаме иновативен погон, но битно е да се каже дека за овој рестайлинг не е направена никаква измена на подвозјето, ниту пак димензиите на каросеријата. Таа изгледа исто особено на страничниот дел, а забележливи се новите тркала кои се резервирани за нивото на опременост, кој исто така ново и се нарекува Nissan N, инспирирано од спортската дивизија на Nissan. Задниот дел исто така не претрпе големи промени, но нова графика имаме на стоп светлата, кои даваат една посемена и воедно подинамична линија на целиот заден дел. Во гепекот не е сменето многу. Има доволно простор за се она што треба да биде на располагање и на подолги патувања на едно 4-члено семејство. Но пред да го видиме интериерот, сигурно ве интересира што е ново во гамата на Qashqai. Задржани се mild hybrid моторите, но вистинска новост во гамата на Qashqai се наоѓа испод хаубата. Така наречен и Power, сочинет од бензински мотор од 1500 кубни сантиметри со турбополнач и електромотор кој е сместен исто така напред. Тој има погон на предните тркала, а бензинскиот турбаш од 190 коњски сили не е механички поврзан со подвозјето, односно со погонот. Неговата улога е само да ја полни 1,8 киловатната батерија која ја го храни електромотора. Ова е тој иновативен нов погон на Nissan. А да видиме како тој функционира во возење. Она што е вистинска новост е интериерот на Qashqai. Веднаш се забележуваат двата големи дисплеи кои кријат многу информации. Испред возачот е кластерот со инструменти 12,3 инчи и овде имаме исто така 12,3 инчен монитор кој дава јаснен преглед на целото мени што се однесува до инфозабавата, но и за асистентите на возење. Nissan големо внимание посвети токму на развивањето на својот инфотеймент систем, бидејќи оваа генерација на Nissan Qashqai е првиот Nissan наменет за Европа кој и е развиен со Google. Така да на располагање ги имате не само Google мапи, туку и на располагање ви асистенција од вештачка интелигенција. Дури и со гласовни команди можете лесно да дадете
смерници што сакате да постигнете од температурата во возилото, радиостаниците или пак некои други менија. Она што е забележливо е минималистичкото уредување на централната конзола, но во ова ниво на опременост Nissan N имаме богата и раскошна внатрешност. Седиштата се преслечени во комбинација со кожа и алкантара, која е многу пријатен материјал, иако е вештачки. А алкантарата можете да ја забележите дури и на централната конзола. Заедно со амбиенталното осветлување има 64 бои и амбиенти да изберете. За жал, на ова силно португалско сонце тоа е невозможно да се демонстрира. Што се однесува до седењето, возачот има јаснен преглед на сите инструменти, на head-up дисплеот, а седењето е извонредно ергономско. Во целата внатрешност се чувствува дух на раскош и на естетика, која досега во Nissan била само во граници на рационалното. Сега Nissan покажува дека знае да размислува и раскошно. Уште малку ќе посветиме време на интериерот. Малку е дискутабилен задниот простор, барем така ги зборат оние што имале до сега Кашкај. Па да видиме каков е тој позади. Судејќи според димензиите на Кашкај, тој нема потреба да биде критикуван на задната клупа. Но да видиме, еве и да се увериме дали е тоа во ред. Како што видовте, возачкото седиште е наместено да ми биде мене како што седам за возење. А зад него гледате дека има доволно простор и за колениците и за главата. Можете дури и со шапка да влезете во внатрешноста. Раскошните материјали се забележливи сегде наоколу и навистина во ништо се нема импровизирано, па дури и на задната клупа. Да, една мала замерка. Може би Nissan би можел да направи повеќе за просторот за стопалата. Реков, има доволно место за колената, но стапалата не можете длабоко да ги сместите внатре за да седите уште покомодно. На прв поглед Кашкај навистина остава висок печаток. Тргаме во возењето и веднаш се чувствува благодетот на комбинираното возење, на комбинираниот погон. И едва и чекам да излезам на отворен пат. Од 2026 година Nissan планира на пазарот, на светскиот пазар, да изфрли 16 електрични автомобили, а во Европа 6 електрични, потполно електрични возила, односно батериски електрични возила. Но новиот Кашкај нема батериска електрична верзија, но има хибридна верзија. Неговиот хибрид функционира на следниот начин. Испод хаубата имаме бензински мотор, 3-цилиндерски турбаш со 190 коњски сили. Неговата улога не е да ги врти тркалата, туку само да генерира струја за да може да се наполни преку инвертерот батеријата, која пак го храни исто толку силниот електричен мотор. Што се добива со тоа? Потполно движење на струја и многу помала потрошувачка на бензин, значи и помало загадување. Но што е со перформансите? Тие се сосем добри. На моето возење успеав да поминам повеќе од 350 километри со Кашкај, со моделот изведбата и Power, која ми остави силен впечаток. Она што многу ми се допаѓа, ја имате комбинацијата на струјата, перформансите кои се добиваат од електричен мотор, но и звукот на бензинскиот мотор, што на многу возачи им фали додека возат електрични возила. Тоа посебно се слуша кога ќе сакате динамично да забрзате. Не знам дали ќе можете во овој момент да го чуете тоа, но забрзувањата се катапултски, а сепак имате и
добар звук кој ве подсетува дека автомобилот пред се е механички склоп, а не само електроника. Кашкај е спортско корисно возило, што значи дека има висока точка на тежиште, но таа е добро испеглана, добро избалансирана, па на овие патчиња кои изобилуваат со свиоци можете да си го пуштите малку расположението и во свиоци. Овој склоп, амортизацијата, но и подпирањето многу добро функционира, па ви дава чувство исто како да возите една повисокостокмена лимузина. Но сепак е многу добро пригушен. А кога возите динамично низ свиоци, се слуша бучавоста на моторот, а тоа е она што секогаш фали кај електричните возила. Имате многу погенерично чувство за возењето и многу подобро примате контраинформации од патот, но и за брзината со која се движите. За жал, кај електричните возила тоа е невозможно да го добиете. И ова е тоа што ми фалеше цело време. Малку да се издувам низ свиоци, а во свиоците Кашкај се однесува многу зрело. Впрочем, овој модел наполни 18 години предводник е на една цела нова класа која направи не само револуција на пазарот, туку и ги потисна класичните лимузини, седани и хечбеци од C и CD сегментот. Со e-Power технологијата јас симнувам капа на Nissan. Навистина направиле одличен склоп и за возење, и за уживање, и за комфорт, удобност, но и ергономија. Сакам само да потенцирам дека и оние микровибрации кои се јавуваат на нерамнини или под динамично возење се одсутни од внатрешноста на Кашкај. Па поради тоа го оправдува епитетот на омилен семеен кросовер. Иако е погонот само на предните тркала и високо е тежиштето, Кашкај се однесува многу стабилно и ги слуша сите команди кои му ги давате. Класичните надуправувања кои се типични за моделите од оваа класа со погон само на предните тркала изостануваат. Па ви дава едно посебно чувство за воланот и можност да се издувате, барем на патишта каде што тоа е дозволено. Нешто повеќе од 350 километри на навистина комплицирани услови во возење. Имавме многу свиоци, многу качување на висини во планините, но и многу возење на автопат. Првиот впечаток за Кашкај е извонредно позитивен. Пред се, поради неговата економичност, со полн резервоар имате простор да поминете нешто повеќе од 900 километри во возење, како што реков, во вистинско возење на вистински механички склоп, бидејќи Кашкај ви дава интеракција кога го возите како автомобил кој оди на погон со мотор на согорување, но да ве подсетам, единствениот погон што го движи Кашкај, тоа е струјата. Тој треба да пристигне кај нас во есенските месеци, но за жал нашите домаќини Nissan Европа не знаеа да ни кажат по која цена. Судејќи според технологијата, Кашкај нема да биде најефтин во класата, но далеку од тоа дека нема да вреди за парите. Воедно, тука завршува 28-та сезона на Автомагазин. Ова беше едно прекрасно возење во последните 40 епизоди и ви најавувам дека од септември ќе се потрудиме да ви донесеме уште интересни збиднувања и интересни содржини во Автомагазин. Страшно ви се заблагодарувам што не следевте. Остануваме цело лето да се дружиме заедно преку нашиот веб-сайт automagazin.mk. А вас ви посакувам
долго, безгрижно лето. Наполнете ги батериите, затоа што од септември ќе има уште нови предизвици. До гледање.